не ова случај, изолиран случај само со Советот на јавни обвинители. Сега на седница ќе дојде и формирањето на новата второстепена комисија. Откако се укина второстепените комисии за управни спорови, за работна постапка, се формира една комисија и повторно тука имаме еден многу, јас би рекла, искандалозен избор на членови. Тука се наоѓа сопругата на бивши потпарол на ВМРО-ДПМН, тука се наоѓа сопруга на истакнат активист на Знам од Велес, тука се наоѓа дури член и бивши генерален секретар на Собранието од ВМРО-ДПМН, кој за еден месец треба да оди во пензија, што е дури небулозно. Не знам и воопшто дали правниците во власта разгледале дека за еден месец повторно ќе треба да избираме член на второстепената комисија. Значи, таа тенденција што мене ме загрижува и повторно гледаме дека сите останати партии функционираат за жал врз тој принцип на клиентелизам и врз тој принцип на непотизам и впрочем ние имаме едно рециклирање на стари кадри. Значи дури и лидерот кој е дел од Вреди, Изет Меджити, беше 12 години градоначалник во Чаир. Тој малтене најпознат стана по неговите изјави дека легализирал дивоградби спротивно на закон. И затоа јас ја немам таа, би рекла, еуфорија дека нешто значително ќе се смени.